СДСМ исплашени од СДСМ се изгубија во сопствениот наратив. Пред 4 години го прифатија францускиот предлог, а сега предупредуваат дека ќе бил прифатен. Го створија проблемот, па сега им текна дека постои. И покрај јасните црвени линии на владата во однос на спорот со Бугарија, на Бихачка велат знаеле нешто што изгледа никој друг не знае. Ке биле прифатени условите на Софија, што патем поранешниот премиер и партиски лидер Димитар Ковачевски ги прогласи за стратешка победа. Барем така велеле некои нивни извори од Брисел, а ги пренесе на пресконференција Андреј Жерновски. Според политичките познавачи, она што го прават социјалдемократите во најмала рака е дволично, ликуваат на проблемот кој самиот и го направија на Македонија и го блокираа европскиот пат. Ние немавме спор со Бугарија, ние немавме проблем со Бугарија, додека СДСМ, Заев, Филипче, таа екипа не почна да ги решаваат односите со Бугарија и сега имаме огромен историски проблем, огромен историски спор, откако СДСМ им ветија на Софија дека ќе ги исполнат сите нивни барања. Сега кога Софија бара да се наплати ветеното, сега други ме виновен затоа што се обидува да направи да разговара, да побара, да постигне некаков друг подобар договор. СДСМ во неколку наврати ветуваше членство на државата во ЕУ. Прво беше потпишан договорот за добрососедство со Бугарија, па променето беше името на државата, па прифатен францускиот предлог, но наместо столче на големата европска маса Македонија доби само блокади. Според Чилиманов, со оглед на фактот дека претходната власт само донесе терен за да се бараат нови и нови отстапки и блокади, најдобро е да молчат во оваа ситуација и да не ги нарушуваат дополнително државните позиции. И сега други им се виновни. Навистина би требало да се тргнат, да молчат и да остават некој да се обиде да исчисти бедата која што ја направила. Исто така многу е интересно дека ако може таква шизофрена политика да водат од една страна да бараат итно веднаш да постигнеме договор со Бугарија и да влеземе во да почнеме преговори со Европската унија, од друга страна да обвинуваат зошто некој преговарал, зашто некој разговарал со Бугарија. Од МНР ги демантираат тврдењата на СДСМ и Жерновски, велејќи дека станува збор за уште еден обид за создавање хистерија и дезинформирање на јавноста. Од таму велат дека наместо да се понесе одговорност и да се извинат за штетата нанесена врз националните и надворешно политичките позиции на државата, социјалдемократите пласираат груби невистини и конструкции.